Почитувани, Бирото за јавни набавки испратило допис до институциите, министерствата, агенциите, државните и јавни предпријатија и општините, во кои ги опоменува институциите дека некој од нив, по склучување на договорите кои се резултат на тендерската постапка, не ги прикачуваат поединечните цени и поставки. Ова е тој допис. Дел од институциите кои се водени од кадри на СДСМ ги кријат единечните цени во тендерските постапки. И со тоа го кршат законот и фрлаат сомнеш за злоупотреби. Изминативе денови објавивме како Петре Шилегов, Златко Марин, Стефан Богоев, Саша Богдановик, Министерството за транспорт и врски и државни патишта трошеле милиони народни пари, а потоа не ги објавувале поединечните цени на страната на Бирото за јавни набавки. Што кријат овие функционери и зошто го прекршиле Законот за јавни набавки и неговиот член 70 став 3? Дали зад необјавувањето на единечните цени се крие можно прикривање на предплатени производи и услуги како случајот во аеродром, каде видовме како Златко Марин платил 250 евра за обрач за кош и 300 евра за корпи. Или набавката на противпожарното возило со скала на Петре Шилегов, кој го платил по цена двојно поскапа од тоа што град Загреб платил за идентично такво возило. Дали преку прикривање на единечните цени, со нивно необјавување, власта крие злоупотреби? Овие институции имаат законска обврска да ги објават единечните цени, а доколку тоа не го сторат, Бирото за јавни набавки може да ги блокира. Очекуваме Бирото за јавни набавки да постапи согласно закон и да ги блокира овие институции, а Државната комисија за спречување на корупција и јавното обвинителство да отворат случаи веднаш. За ваквите случаи одговорност мора да има. Ви благодарам.